Дами и господа, вашиот водител за вечерва, Дени Насковски. Океј, едно големо здраво и добродојавте во уште едно најново издание на емисијата Чекор Плюс, емисија која што се емитува на програмата на телевизија Протол секој четврток од 19 часот. Секогаш разговараме на различни теми, а во ова издание на емисијата ќе разговараме на тема одбојкарскиот клуб Весна Пробишти. По тој повод решивме во нашето студио да го поканиме Игор Манасов, кој што е од одбојкарскиот клуб Весна Пробишти. Нешто подоцна, односно при крајот на разговорот, ги очекуваме да пристигнат и дел од членовите на одбојкарскиот клуб Весна Пробишти. Ќе поразговараме и со нив, нормално на темата одбојкарски клуб Весна Пробишти. Игор, едно големо добре дојде во емисијата Чекор Плюс. Добро вечер и добро ве најдов во емисијата. Поздрав до сите гледачи на телевизија Протол и на вашата гледана емисија. Ке те прашам на почетокот, ја гледаш емисијата досега, како се допаѓа коментар за емисијата? Одлична ви е емисијата, тоа е едно ново катче за нашите гледачи и за сите граѓани на општина Пробишти, посебно верувам за помладата популација, дека доста е гледано и се коментира позитивно из кулуарите надвор низ градот. Океј, веднаш да надолжиме многу да започнеме со разговорот на темата одбојкарски клуб Весна Пробишти. На самиот почеток од разговорот да се навратиме на оние први почетоци, како се случи да настане одбојкарскиот клуб? Па така, тоа и која година, претпоставам, многу одамна било. Секогаш едни убави спомени, нормално дека се сеќаваме на сите детали, затоа што тоа е еден дел и од нашиот живот, на некој начин од денешен аспект гледан. Тоа е некаде 2013 во самиот почеток на годината, по иницијатива, можеме да кажеме, на сегашниот тренер, на искусниот Ласто Јосифов, кој што и тогаш тренираше некои помали категории, имаше остаток од еден поранешен клуб. Меѓутоа доаѓаше многу често кај мене тогаш во тоа време. Значи инициираше, разговаравме, јас сум поранешен играч, разговаравме понаназад како било, што било, како игравме одбојка, зошто да нема клуб и сега. Ти своевремено, извини што ги прекинам, играше одбојка? Да, во ОК Акумулатор тогаш новде во Пробишти, некаде од 1996 до 2002-2003 година, додека постоеше клубот. Потоа згасна тогашниот клуб и престана и играњето одбојка, ја замина во Скопје на студии и така да се оддалечив од тогашната одбојка, меѓутоа се вратив многу покасно како во улога на организатор на одбојкарскиот клуб, на веќе и на тренер и на сите активности кои што следуваат во, кои што се дел од клубот. Значи да се навратиме на она кога Ласто Јосифов доаѓаше во кај мене да разговараме околу почетоците на клубот и беше упорен во намерата да разговаравме дали има играчи, со кој кадар, како ќе се надпреваруваме. Тогашната лига веќе имаше силна лига, прва лига. Викаме како ќе настапуваме, со кој кадар. Тој уверуваше дека има играчи кои што се млади, но имаат желба, имаат тренирано некои поискусни играчи, дека ќе прибереме некој тим, па правевме конструкција како, финансиски, што како, и во тие моменти дојде тоа периодот кога помина летниот период и требаше веќе да се одлучиме дали ќе формираме одбојкарски клуб, требаше да се формира и правен субјект во централен регистер. Се случи тоа некаде во месец јуни, мислам дека е 17 јуни 2013, направивме собрание, организиравме и одлучивме дека може да формираме клуб, бидејќи на некој начин Ласте не увиди дека има потенцијал, има играчи. Вториот дел беше потежок, да најдеме поддршка од тогашната локална самоуправа. Јас тогаш бев советник во локалната самоуправа. Градоначалник беше Тони Тоневски, ни даде поддршка дека локалната власт тогаш на општина Пробишти дека ќе застане како генерален покровител на сите активности тогашни. И така, значи што ми ја добивме тој ветер во грб, на располагање ни беа ставени салите во општината, што се на сите сали, и на некој начин во федерацијата препознаа дека Пробишти има традиција во одбојката, има тука произлезено многу играчи. Поднесовме едно барање со играчи кој може да игра што како, добивме одобрение од Агенција за млади спорт за дејност спорт и не примија во Одбојкарската федерација на Македонија, и од тогаш навака, значи континуирано продолжи таа приказна да функционираме и да постоиме на картата на спортот на одбојката во Македонија.
Да кажи ни како изгледа во тоа време тие први почетоци, односно како изгледаат тренинзите, имаше ли интерес веднаш или не идовте и на голем број препреки во текот на поставувањето на самиот клуб? Така, значи, тоа е едно друго време, значи 2013 имаше многу поголем ентузијазам кај тогашниот дел на играчи кои што, нели, кога почнавме да играме, имаше едно големо дружење, едно големо почитување помеѓу себе, према сите, према одговорните, према самите себе, имаше многу страст, многу желба за игра. Тогашниот играчки кадар некако беше и тука некаде генерацијски, така да се дружеа многу, сакаа да играат, сите редовно доаѓаа на тренинзи, имаше еден заеднички дух, се осеќаше тоа, тој жар, тој позитивен нагон дека направивме клуб. Се полнеше на многу брзо, се рекламиравме преку вашиот медиум и значи салата се полнеше на секој натпревар. Сега гледаме низ годините дека можеби и други активности, се менува времето, младите ги интересираат и многу други работи, претежно ова со експанзијата на интернетот и телефоните. Меѓутоа, тогаш, значи, на секој натпревар, буквално на секој, салата беше преполна, се бараше место полно да се стигне, немаше место. Ние рекламиравме на секој можен начин, значи, можеби тогаш социјалните мрежи беа во експанзија, но не беа во таква експанзија како што е денес. Инстаграм, Фејсбук и сите останати мрежи. Нашата Фејсбук страна постои од тогаш од 2013, меѓутоа не беше Фејсбукот на тоа ниво кој што е денес или пак некоја друга социјална мрежа и преку главно се рекламиравме на секој натпревар преку вас и преку оние соопштенија кои што ги лепевме низ градот. Дечките имаа желба да правевме вакви мали флеечиња, па помалите ги носеа низ сите локални кафеани, ресторани, на плоштадот со девојчиња делевме, штандови правевме за да го изрекламираме настанот, за да привлечеме што повеќе публика и тоа стана веќе популарно, салата се полнеше. Многу брзо јавноста виде дека сме тука некаде, иако сме нов клуб, дека можеби отскокнуваат двете екипи во тогашното првенство на Македонија, беа посилни, меѓутоа со другите, иако бевме нова екипа и млада, можевме да конкурираме, да се носиме. Тоа е препозна јавноста, го препозна и салите беа преполни. Секој натпревар беше еднаков, можеби загубивме дел од натпреварите, меѓутоа таа сезона постигнавме и за прва сезона во една македонската лига, за клуб кој што е нов, направи таков исчекор да можеби се склопи и коцките, така сакаше времето, меѓутоа во куп натпреварите стигнавме како прва сезона и веднаш стигнавме до финале. Тоа го коментира и во Пекарската федерација, значи некои екипи со години играат, па не може да стигнат до финале натпревар. Ние стигнавме до финале, победивме некои натпревари, можеби пак викам има ждребување, постојано куп натпреварите се играат со ждребување и стигнавме до тоа финале. Мислам дека игравме со Струмица, тогаш исто така беше Струмица доста силна екипа, со искусни играчи кои што ако ја земеме од денешен аспект, тие што тогаш играа беа можеби млади играчи, но тие сите сега се дел од репрезентацијата на Македонија, носители на играта на сениорската репрезентација. Значи тоа бил еден состав кој што бил екстра силен. Ние бевме како домаќини, организатори го добивме финалето овде и спруживме солиден отпор на секој сет. Имаше многу публика, многу гледаност, така да за прва сезона направивме таков ичекор, таков бум да веднаш се препознае дека одбојката овде е правилен чекор што направивме клуб и го рестартиравме на некој начин клубот, бидејќи клуб има многу поодамна, имаше нели корени од одбојкарски клуб Акумулатор на времето, подосна имаше еден друг клуб, ОК Проволе ми се чини дека се викаше и тоа обстојуваше до 2005 година. Меѓутоа, таа една дупка од 7-8 години, од 2005 до 2013 немаше клуб, така да сметам дека направивме правилен чекор. Зборуваме за тогаш, да споредиме, разликата. Што е различно денес од тогаш? Па како и се друго во животот и во спортот, многу разлика е од 2013 до 2025 се 12 години. За 12 години многу работи се променети во општеството, во начинот на живот, во спортот промени секако дека има. Ако ме прашувате на професионален план, одбојката тогаш и сега, има многу разлика. Значи, забрзано е темпото на одбојката, сменети се некои ситни правила на играње. И во 2013, од 2000, ако врнеме назад, значи уште 12 години, има па и целосна реконструкција на одбојката.
тогаш се играше многу поспора одбојка, се сменија некои правила на играта. Значи пред 20 години се играше одбојката до 15 со промена на сервис, значи траеше многу долго. За да освоите поен, требаше да освоите само кога вие сте на сервис. Да. Противникот, ако го освои поенот, тоа се викаше така наречен термин промена и може да е 0-0 и еден саат да се игра. Да освојувате поен само на противнички сервис и тогаш немате поен. Значи освојувате поен само кога вашиот играч сервира, ќе треба да се одбраните од противникот и да освоите поен. Тогаш е поен. Таква беше одбојката и тогаш се играше многу долги надпревари. Се сеќавам тогаш и како играч и како дел од екипата на акумулатор во малата сала овде во Пробишти во Браќа Младиновци. Надпреварите претежно започнуваат во тоа време во 11 часот, па знае да траат до 3-3,5 попладне, бидејќи ако се игра во 5 сета, а со такви промени и траеше многу долго. Се направи одредени промени, тоа е на европско и светско ниво, не знам точно која година сега, меѓутоа подосна се сменија правилата, сега се игра без промени до 25. Така да има, ностоп има некои промени. Мрежата е различна, можеби во одредени сегменти подигната на сега е за 243, меѓутоа и за помладите категории тогаш во пред неколку години беше на 225, сега во пионерско е подигната мрежата на 235, што носи некои промени. Меѓутоа и самиот начин на игра и ние ги следиме трендовите, се игра побрза одбојка, се игра друг начин. Можеби се загуби порано имаше некои поатрактивни моменти и поени, сега се игра брза, атрактивно, меѓутоа дел се подобри, сметаме дека работи, меѓутоа дел пак можеби се има загубено во атрактивноста, во еден сегмент. Така да постојано има промени. Ние како стручен штаб следиме, претплатени сме на ЦЕФ, значи таму има постојани обуки и семинари. На месечно ниво се гледаат, ни праќаат видеа, порано беше, еве и во тој сегмент, значи порано за да посетите некоја обука или семинар, требаше лично присуство, да отидете на некој семинар надвор од Македонија, најпрви кошта финансиски, многу. Нормално. Меѓутоа сега можноста со електронската комуникација е на многу повисоко ниво и сите тие семинари и обуки може да се следат, се снимаат во сали и нас ни праќаат видеа од готови тренинзи, насоки од како да се организираат од најмали категории, значи поделени се категориите на до 8, до 10, до 12, до 14 за која категорија, кој е најсоодветен тренинг и некои нови игри, нови моменти, нови начини на тренинзи, што е подобро, што е секој пат се бара нешто плюс, нешто подобро, нешто ново. И нормално за да привлечете некој за да тренира одбојка треба да му биде на најмалите категории пред се да му биде интересно, да поттикне интерес, па потоа доаѓа она професионалното спортско кај секој дете и кај секој спортист. Еве веќе кога правиме паралела почетоци и денес на одбојкарскиот клуб Весна Пробишти, ми се наметнува прашањето да прашам кога е поголем интересот. Тогаш или денес, бидејќи спомна дека во тоа време се барало место плюс за да се влезе и да се гледа некој надпревар. Кој што игра одбојкарскиот клуб. Да. Интересот е, мислам дека е на доста солидно ниво и тогаш и денес. Тогаш експанзијата нормално кога си нов клуб е интересно, сите доаѓаат, гледаат, можеби кај јавноста беше поинтересно. Беше посетен секој надпревар за публика, меѓутоа интересот кај најмалите и кај играчите не е намален, можеби сега и уште поголем. Ние тренираме доста дечиња и во овој период. Тогаш на почетокот можеби беше потешко додека да се формираат категориите, да се направат сите секции во женска и машка конкуренција, значи ние имаме категории и во женска и во машка категорија и сениорски клуб во машка. Така да има интерес и денес и тогаш имаше. За наша среќа не е намален тој интерес, можеби кај машката популација, бидејќи во спортот кај машките има поголема конкуренција, има повише избор машките во Пробишти, може да тренираат фудбал, може да се тренира нормално дека ако ги делиме спортовите по популарност, тоа е неизбежно дека фудбалот е најпопуларен спорт во Македонија, ракометот исто така, меѓутоа ние во Пробишти немаме ракомет, кошарка има некоја селекција каде што се тренираат помали дечиња, има и некои други спортови, во поново време има и борење, повторно се активираше и борењето, така да машките имаат алтернатива каде да тренираат, девојчињата имаат помал избор и
претежно се девојчињата насочени од помали кај нас. Каква е кадровската поставеност на самиот клуб? Па кадровската поставеност, како и секаде во Македонија, кубуриме со кадар. Мора да признаеме дека има проблеми на глобално ниво, на државно, кога имаме состанок на централно ниво од Векарска федерација на Македонија, тој проблем се истакнува секаде, дека се помалку има спортски работници, тренери, отсуство на добри тренери кои што може да ги тренираат дечињата има. Меѓутоа ние сепак се справуваме на некој начин овде во Пробиштип. Подолго време, значи во клубот работи, како што кажав од самиот почеток, Ласти Јосифов. Малку подоцна, значи 2-3 години после самиот почеток, овде се врати и Љупчо Русевски, тоа е долгогодишен играч, сега тренер, уште е активен играч, меѓутоа многу повеќе како тренер. Ни помага и професорот Емил Спасовски, заедно со мене, четворица работиме на сите полиња, со сите категории, така да пак сме 4 тренери, за разлика од некои клубови, сме доста подобри, меѓутоа ни фали кадар. Мора да признаеме дека може да се работи со уште 4 или 5 тренери на нормално секој плюс, меѓутоа тие се условите, ова е Пробиштип, немаме многу кадар на располагање. Се друго што би било ангажирање на стручен кадар од надвор, а тоа секако носи финансиски импликации кои што во моментот калкулираме и така го одржуваме клубот на вакво ниво кое што сме сега. Во делот на административниот дел? Административниот дел од 2018 навака го предводи магистар Маријан Панов, кој што ни помага во тој дел, значи и во економскиот и во финансискиот дел, тоа ни помага во тој дел и го раководи клубот како претседател на клубот. Јас спомнав дека клубот е формиран во 2013 година, од тогаш до ден денес постои. Па да се потсетиме на некои најголеми успеси досега што ги постигнал самиот клуб. Од тогаш до денес. Така, значи најголеми успеси од 2013 навака ние сметаме дека може да ги броиме како најголеми успеси, оние нели нормално е дека финалните надпревари за Куп на Македонија успеавме во 3 наврати да бидеме финалисти. Оно што го споменавме на почетокот во 2013-14 сезона, веднаш кога игравме финале со Струмица, игравме потоа финален надпревар исто така за Куп во 2016 и 2018. За жал ги загубивме сите тие надпревари, бидејќи реалноста беше и таа. Ние стигнеме до финален надпревар, меѓутоа противникот до финалето во тој момент е многу посилен. Во 2 наврати тоа беше Струмица, а во 1 наврат беше екипата на Шутова од Кичево тогаш. И тоа беше една селекција на тим собран од играчи кои што тројца од надвор, соберени играчи од Македонија, најдобрите репрезентативци, така да самото учество во финален надпревар е достигнување кое што ни значеше нас во самото финале, не дека не сме се обидели, во сите надпревари сме биле на некој начин конкурентни, меѓутоа искуството, реалноста, квалитетот на странски играчи кои што се во тие тимови во тие моменти секако дека бил пресуден и на некој начин сме биле второ место во тие надпревари, меѓутоа како мора да издвоиме дека по ранг дека највисок и можеме да кажеме дека е достигнување во сезоната 2016-2017 кога бевме први на табелата во регуларниот дел и на крајот игравме со Струмица за шампионска титула, плейоф, значи на 3 добиени надпревари се играше и сега уште е истиот систем. И во финал исто така игравме со Струмица на 3 добиени надпревари, дома, гости, дома. За жал ги загубивме тие надпревари, Струмица стана шампион, меѓутоа тоа е најголемо достигнување, официјално плейоф за шампионска титула. Сите тие надпревари кои што ги споменуваме беа пренесувани од националниот сервис Македонска радиотелевизија низ директни преноси. И секоја година Македонската радиотелевизија по некој надпревар кој што ќе оцени дека е интересен ги снима, меѓутоа овие кои што се финални редовно одат со низ директни преноси. Така да тоа се најголемите достигнувања во сениорски дел, а во младинските категории сметам дека имаме доста успех. Секоја сезона сме секоја категорија сме во полуфинале, финале, играме надпревари за трето, за прво место
имаме многу медали секоја сезона, значи сме второ, трето или прво место во одредена категорија. А најголем успех мора да потенцираме дека е 2021-2022 освојувањето на златниот медал, тоест шампионска титула со пионерската категорија. Таа категорија и денес е носител на сениорскиот тим. Тоа е една убава генерација која што доколку продолжи се надеваме дека тие играчи ќе играат поуспешни, ќе имаат успешна приказна и надвор од Македонија, некои веќе играат. Мора да потенцираме дека во пробишти на клупско ниво никој нема освоено прво место во било каква категорија. Значи имало фудбал, кошарка, меѓутоа да се стигне до шампионска титула во било која категорија е многу тешко. Тоа ни појде отрека 2021-2022 и го сметаме за најголем успех во младинските селекции. Еве, знаеме дека пробишти секогаш бил расадник на спортски таленти, и во делот на одбојката. Еве, да спомнеме кои се играчи произлегле токму од пробишти под одбојкарскиот клуб Весна Пробишти и заиграле веќе и во други клубови. Има доста играчи кои што за наша среќа, значи можеме да бидеме горди дека од нашата школа произлезени се доста играчи кои што успешно настапуваат и во други клубови. Оние кои што имаат најуспешна приказна, секако на пробиштивската јавност е познато дека тоа се Филип Савовски, кој што е наше дете, од тука произлезено, ние уште самите почетоци се од тука. Првите чекови во одбојката ги направи во нашиот клуб, сега има успешна приказна, настапува за Војводина од Србија во прва лига. Еве скоро можеше да се гледа на малите екрани дека таму игра за шампионска титула, финале. Како што имаме информација, значи веќе му заврши договорот со Војводина и ќе настапи одредната сезона, ќе го гледаме во уште по квалитетен тим, некаде низ Европа. Ќе видиме каде ќе заврши, меѓутоа има голем интерес за него. Веќе е добар, изграден играч, го бараат сите, настапува за нашата селекција национална. Покрај него, значи уште Тоше Ефремов моментално игра во Хрватска, во екипата на Каштела, прва лига, која што исто така е котира високо во хрватското првенство. Тоше Ефремов исто така е сега е дел од репрезентацијата на Македонија. Нашата репрезентација овие денови, мислам дека од вчера веќе е на подготовки. И Тоше Ефремов, Филип Савовски и Стојче Асов, кој што исто така е од нашата школа, се дел од репрезентацијата на Македонија. Тоше настапува во Хрватска, како што кажавме, а Стојче Асов во моментот оваа сезона настапуваше во Угада Штип, каде што за малку не освои титулата, играше финале со Струмица. Значи тука го испуштивме Филип Николовски, кој што исто така беше репрезентативец, тоа е наше дете, од тука произлезено, меѓутоа во моментот е во Германија, работи нешто друго, меѓутоа мислам дека се и уште занимава со одбојка. Очекуваме дека и тој можеби ќе продолжи со одбојка кога ќе се врати или ќе во Германија во некој клуб. Еве кога зборуваме за играчи кои што излегле токму од пробишти, парете да ги спомнеме и тие од други клубови кои што дошле да играат за пробишти. Така, имаше во изминатите години доста играчи кои што дојдоа си заминаа од нашиот клуб, уште од самите почетоци кога почнавме во 2013 година. Значи таа година на почетокот првиот дел, кога видовме дека сепак ни е потребно за некој исчекор да направиме, ќе ни биде потребен дополнителен некој играч. Ангажиравме во наредната сезона тогашен репрезентативец, еден од најдобрите во Македонија, Благојче Гинов. Тој беше прв играч кој што дојден од страна, беше доста добар играч, тогаш дојде од Босна, настапуваше во Босанското првенство, дојде кај нас, настапуваше 2 сезони. Веднаш после него дојде и исто така играч од Велес, Саши Ивковиќ, кој што настапуваше на позиција техничар. И во наредните години настапуваа доста играчи, дел по потекло од пробишти, како Владко Тајчевски, Иван Андонов во повеќе наврати, нашиот репрезентативец, настапуваше во нашиот клуб неколку сезони. Значи тој настапува во нашиот клуб, меѓутоа можеби наредната сезона го заминува, па пак се враќа. Иван доста ни помогна во доста сезони. Исто така и Александар Милков, можеме да кажеме дека низ сите овие последни сезони, кога му заврши, да речеме, она професионалната кариера низ сите клубови во Европа, тој имаше богата кариера, настапуваше во Русија, во Франција, во многу клубови, се врати овде, на дел од надпреварите ни помогна кога ни беше најпотребно,
ни помагаше и во техничка организација, ни помагаше и со стручниот кадар, со совети, со мислења, тој е доста искусен играч и се уште ни помага. Значи во тој дел престана да игра оваа сезона, меѓутоа ни помага во тренерскиот дел. Имавме и странец во екипата. Во таа најуспешна сезона кога беше 2016-17, имаше играч од Србија, Милдред Милутинов. Тој беше во тие моменти еден од најдобрите играчи во младинската лига во Србија. Тој е репрезентативец на Србија, капитен на младинската репрезентација на Србија, а настапуваше во Војводина тогаш, дојде кај нас. Имаше успешна приказна овде, беше еден од најдобрите и во Македонија, заедно со него и со сите останати играчи, со Кристијан Ристевски, со Јован Шапе, кој што исто така неколку сезони играше кај нас, тогаш бевме доста конкурентен и силен тим. Претпоставам дека граѓаните знаат, особено оние кои што го пратат спортот од бојката, во каков ранг во моментот се натпреварува бекарскиот клуб? Уште од самиот почеток, значи од бекарскиот клуб Весна Пробишти, тогаш Ока Пробишти се натпреварува во највисок ранг во единствената прва македонска одбојкарска лига. Во моментот лигата брои 13 клубови, така да уште од самиот почеток до сега се натпреваруваме во највисок ранг прва лига во Република Македонија. Колку категории во моментот функционираат во бекарскиот клуб и колку денес членови брои истиот? Функционираме со сите категории кои што се потребни, како ретко кој во Македонија, доста клубови куварат со млади играчи, нема толку дечиња. Ние за среќа наша имаме категории пионерска, кадетска и младинска, тоа се сите категории, имаме и она киндер категорија која што викаме. Тоа се дечиња кои што не се такмичат во напредувачки карактер, бидејќи се помали од пионери, меѓутоа од тие категории произлегуваат по тоа сите категории пионерско, кадетско. Исто така имаме селекции во женска категорија, таму се натпреваруваме оваа сезона во пионери и кадетки, иако има доста девојчиња кои што може да се натпреваруваат наредната сезона и во младинска конкуренција. Како што прашавте колку брои клубот, во моментот некаде околу 170-180 членови брои во сите категории. Во сите категории. Тоа е една доста солидна бројка, тешка за одржување, тешка за работа, меѓутоа се трудат нашите тренери во сите категории, тренираме во повеќе сали, овде во Пробишти во салата Софија Петровска. За жал, салата во Калниште не е баш како што треба, за да може да се тренира одбојка, има проблеми со подот. Тренираме и во Злетово, уште од самиот почеток, значи тренираме во Злетово со категорија тамо и мешана категорија, во поделене на две, во најмали и малце по поголема категорија, и таму тренира 30-40 дечиња. Така да имаме една доста опсежна работа секојдневно, тоа бара доста труд, доста ангажман. Има тренинзи секој ден во сите сали, кои што ги споменавме, во различни термини со различни категории. Значи, некои денови се случува да од 2 часот па до 10 навечер има активност клубот постојано, со од најмалите категории и навечер од 19 секој ден имаме тренинг со сениорскиот клуб. 170 членови не е мала бројка, значи интересот навистина денес е доста голем да видат делот од бекарскиот клуб Весна Пробишти. Па еве кога зборуваме за тренинзите за одбојката, како тоа влијае врз здравието на самите членови, бидејќи денес знаеме е време на технологијата, динамично, брзо време? Тоа е една од најбитните работи што мора да го споменеме, значи секој не може да очекува дека што се занимава со спорт и тренира некој спорт дека ќе стане професионален играч. Процентот е многу мал на професионални играчи, меѓутоа од тие 170 дечиња кои што тренираат, оние кои што ќе бидат најуспешни, ќе имаат најмногу среќа, ќе немаат нели оние спортски повреди, можеби ќе станат спортисти. Меѓутоа најголемиот дел е голем успех самото тренирање. Како што кажавте, денес да се влезе во сала, да се отренат дечињата од компјутерите, од телефоните, од телевизорите дома, да се отренат од некои други пороци надвор, е голема привилегија и наше големо задоволство, бидејќи доаѓаат кај нас, тренираат. Големи се придобивките, тоа го знаат сите, може да го оние кои што следат, кои што знаат. Ние исто така ги подучуваме кога доаѓаат дека деформитетите на телото и сите оние проблеми кои што ги имаат од најмали, оние дечиња кои што се занимаваат со спорт, посебно со одбојка,
одбојката дава, значи секој спорт различно влијае на растот на детето, меѓутоа докажано е дека одбојката влијае можеби еден спорт кој што влијае најдобро на растот на детето, посебно за работните проблеми кои што ги има дечињето од најмала возраст, на деформитетите. И доста дечиња кои што тренираат имаат и подобрување, некои можеби имаат проблеми од помали, меѓутоа кога се занимаваат со одбојка во наредните 3-4 години, се остануваат тие деформитети со правилен раст и со правилно тренирање. И тоа е една голема придобивка, покрај онаа кој што кажавме дека ќе се отргнат од многу пороци, ќе спортски и здрав живот, знаеме како влијае на здравието, дека со самото спортување се поуспешни, мозокот функционира подобро, кога тренираат 2 часа, па кога ќе се вратат да учат и самото тело реагира, може концентрацијата е подобра, после физичка активност подобро се учи, подобро се памти и така натаму. Многу придобивки има тренирањето, бавењето со спорт, посебно со одбојка. Еве, зборуваме за тренизите, зборуваме за надпреварите и во моментот ми текна дека пред 7-8, а можеби и 10 години, не знам, ти ќе кажеш баш, организиравте и други настани, односно се појавивте како и технички организатори на настани. 8 или 10 години, како беше тоа? Уште од самиот почеток, значи, кога тргнавме, ние бевме прогласени за така, важиме и уште во Македонија за добри организатори на настани. Уште од 2013-14 мора да споменеме дека имавме добра организација на многу надпревари тогаш. Имаше декорација на надпревари со хартија, со поставување на букви да пишува ока пробиштип. Така да тоа го препознаа луѓето од федерацијата и во 2014 овде се подготвуваше, ни додели улога на технички организатор на подготовките на македонската репрезентација во одбојка. Значи овде во Пробиштип има подготовки. Во тој период од 7-8 дена, 10 колку што беа во Пробиштип, беа тука сместени, тука спиеја и имаше неколку надпревари, мислам дека одигра пријателски надпревари, нашата јавност имаше можност да гледа надпревари репрезентативни. Тогаш игра со една екипа од Бугарија, Гаврова мислам дека се викаше и уште со најверојатно со Босна и Херцеговина, не сум баш сигурен, меѓутоа сега така ми се сеќавањето веќе тоа пред 10 години. Потоа во 2016 ни беше доделена организација да правиме волеј бич во Пробиштип. На некој начин изнајавме теренот на аквапаркот кој што има таков терен за волеј бич, ние бевме технички организатор. Тука настапија десетина екипи и десетици екипи од целиот Балкан, Балканско првенство до 21 година за машки и женски во волеј бич. Тоа се одбојка на плажа, еден убав надпревар. Вашиот медиум и тогаш беше присутен, може да се вратат некои слики и сеќавања, оние кои што биле знаат дека тоа беше одличен убав настан кој што се прераскашува во кулуарите на одбојката. Рече дека од 2013 постои одбојкарскиот клуб Весна Пробиштип до ден денес, поминале многу години, поминале многу надпревари, многу тренинзи, многу играчи се смениле, па претпоставам дека останале некои интересни моменти, интересни случаи што се случиле во текот на некој надпревар или некој тренинг. Доколку се сетиш на некој, може да споделиме на јавност. Да, има многу случаи, сега сите баш не се за споделување можеби, меѓутоа ако гледаме вака како интересни надпревари, мора да го потенцираме како еден надпревар. Можеби тој не е се убави спомени, меѓутоа и на нашата Facebook страна, која што е над 3000 следачи, можете да видите ако се вратите назад по еден надпревар кој што го игравме во Струмица. Поведовме со 2:0, тогаш исто имавме доста силна екипа кога бевме конкуренти за шампионска титула. Меѓутоа од непознати причини тогаш почна судењето беше катастрофално. Се одвиваа некои немили сцени. Судењето беше тотално навивачки за противничката екипа и од 2:0 успеа да ни изеднат на 2:2 и го загубивме на преврот со 3:2. Меѓутоа ние снимавме со наша камера, знаевме дека таму има навивачко судење, имавме проблеми и порано и ги издвоивме поените кои што ни беа одземени на некој начин, стоат и ден денес на страната. Значи точно се гледа кај што топката се наоѓа 20-30 сантиметри надвор од линијата, се гледа дека е аут, досудена е внатре, се гледа дека има блок, а не е досуден во наша корист. Значи те 14 поени се земени,
така во клучни моменти и тоа е еден надпревар кој што така ни буди некои лоши сеќавања за да неправда спортска која што се случи, меѓутоа ете има и такви надпревари, има и многу убави моменти, значи секој надпревар си има свој драж, секое патување носи пикантерии разни со самото патување. Тоа испуштивме да го кажеме и претходно, значи социализацијата која што ја носи спортскиот живот, дечињата кои што патуваат, кои што се напреваруваат, значи се социализираат на некој начин и работат заедно, работат во група, тоа им носи предност во животот, ќе знаат како да работат во група. Оние кои што не се напреваруваат, не играат, малку потешко и адаптацијата во подоснежниот дел од животот. Тука мора да бидат сите заедно, еден за сите, сите за еден. Значи одбојката е екипен спорт кој што не е тенис, па сам себе да се координира и да одлучува во одбојките. Ако не се подржуваат помеѓу себе, нема резултат. Самото патување, самото дружење, самото јадење заедно, застанувањето на одредени места, ресторани, бензински, паузи. Сето тоа дружење не може да се опише на друг начин и во подоснежниот период од животот и да не се спортисти, тие го раскажуваат, се сеќаваат, меѓутоа тоа и останува како култура и начин на живење и помага понатаму во животот. Така да и ова, како што ме прашавте, има доста пикантерии на секој надпревар, имало случки убави моменти, имало и некои вакви можеби непопуларни, меѓутоа има убави моменти. Убаво е да се самото дружење нас не исполнува, верувам дека и сите оние кои што тренираат се гледа тоа дека се исполнети, дека сакаат да тренираат, дека го сакаат тоа што го прават, значи не доаѓа никој формално да тренира и така само да си го губи времето, значи сакаат со силна желба, силен мотив. Други интересни моменти, ако ме прашувате за надпревар кој што е гледан или кој што е интересен, тој надпревар во првата сезона, така ми остава впечаток со екипата на Шкенди од Тетово, кој што во тие моменти и претходните сезони важеше за силен противник на секого, се боре за шампионска титула секоја сезона, дојде овде во Пробиштип, меѓутоа тоа може би еден од најпосетените лигашки надпревари, вриеше како по кош во салата, тогаш имавме и декорација со оние зелени картони или листови на кои што пишуваше одредена порака. Надпреварот го добивме ние во прекрасна атмосфера, секој сет беше во израмнет, меѓутоа има и многу други надпревари кои што се посетени, интересни, така да во 13 години секако дека има многу настан. Еве спомнам неколку случки од интересни случки од свој надпревари. Сега, кој е така најголемиот надпревар во историјата на самиот клуб? Па се не може да издвоиме еден, има повеќе надпревари, значи секако оние кои што ги споменавме дека се финални надпревари, што ме финале за Куп на Македонија, тоа е битен надпревар и надпревар кој што се игра за титула. Тие надпревари кои што ги игравме за титула се со голема помпа, значи ние добивме и техничка организација на тие надпревари, кои што се за куп финале, игравме овде во Пробиштип и добивме, и кога играте дома во Пробиштип имате еден куп работа, значи од технички аспект. Се сеќавате дека во тие моменти ги закупувавме билбордите во градот, организација со флаери, организиравме балетски друштва да настапуваат во делот на паузите. Да. Еден куп подготовки во друг дел, декорација, местевме декоративни, рекламни паноа, балони, делевме маички. Многу работа има кога има, меѓутоа тоа не исполнува. Таква организација во другите градови, самата федерација признава дека не е видена. Кога се игра во Пробиштип, има една страшна организација, тоа е со преполна сала, со преполна помпа. Сепак, ако сакате да издвоиме надпревар, нели, кога нешто е прво, е најубаво. Првото финале кој што се играше во 2014, сметаме дека е најпосетено, најгледан надпревар и медиумски и на самиот терен, значи немаше доволно простор за сите гледачи. Имавме поставено и дополнителни столчиња онаму позади рекламните паноа позади теренот. Преполно беше прегледан надпревар, значи таква помпа, таков интерес, таква желба за победа одамна се нема случајно
И кога заврши надпреварот, ние кога освоивме второто место, се радувавме повеќе од оние кои што го освоија првото место, затоа што тој беше прва сезона, прв успех и стварно се радувавме како мали деца на пехарот. Се славеше доцна во ноќните часови во низ Пробишти, се прераскажува тој настан во сите тие кои што играчи во тој момент. Ние кои што бевме дел од тогашниот клуб, сега се уште сме, така да таа приказна трае. Ја почнавме емисијата со самите почетоци на клубот, зборувавме за тренинзи, за кадровската поставеност на самиот клуб и веќе полека да го привршуваме разговорот, да спомнеме за моменталната тековната сезона на одбојкарскиот клуб Весна Пробишти. Така, значи, преку вашите пресконференции кои што ги правиме ние во текот на сезоната, јавноста е запознаена како настапуваме, во кои категории, до каде сме со надпреварите, како што сте запознаени, значи завршивме оваа сезона со првенството, сениорската екипа заврши на 9-та позиција, додека во младинските конкуренции се уште се надпреваруваме, во младинска конкуренција машка завршивме веќе со играње, таму сме 3-то место, додека во кадетска и пионерска конкуренција се уште траат надпреварите, во пионерска конкуренција сега во недела играме завршен надпревар за 3-то место, во Велес се игра тој надпревар, ќе играме со екипата на Джио Струмица, додека пак во кадетска конкуренција таму можеме ни се најголеми шансите да стигнеме до највисок пласман. Играме полуфинале со екипата на Угада Штип, се заврши првиот надпревар, игравме во Штип, победивме со 3:2. Сега следува реваншот во Пробиштип и доколку успееме да поминеме, следува финален надпревар кој што ќе се бориме за прво место. Секоја сезона си продуцира репрезентативци. Каква е состојбата оваа сезона? Оваа сезона во сениорски тим, како што кажавме, се само играчи кои што се по потекло, наши деца, оние тројца кои што ги спомнавме, додека во другите категории, во младинската селекција до 18, до 16, имаме 4-5 играчи кои што се повикувани од нашиот тим, додека во сениорскиот тим се уште е рано за нашите играчи, бидејќи знаете ние настапуваме со помлад тим, меѓутоа наша гордост се играчите кои што настапуваат во, бидејќи се повикувани веќе неколку пати во младинска и во кадетска конкуренција. Тоа се Никола Глигоров, Дамјан Миневски, потоа исто така Михаил Радевски, а во сега ова сезона беше повикан и Лука Филиповски. Има и уште неколку играчи кои што очекуваме дека ќе бидат многу брзо повикани во некои од селекциите. Има оваа година за прв пат се организира и една олимпијада во Македонија. Тоа се играчи 2008 генерација и помали, и таа генерација мислам дека е малку со дефицит со играчи во Македонија и очекуваме уште некој играч од нашиот состав да биде повикан. Така да има доста играчи кои што во националните селекции, тоа значи дека се работи квалитетно, дека се работи на едно повисоко ниво и затоа ги повикуваат дечињата во селекциите. Во интерес на времето, предлагам да го привршуваме полека на сигурно разговорот. И за крај би ве прашал кои се идните цели и планови за развојот на клубот? Значи, наша стратешка цел е да го одржиме клубот, да опстои, значи во спортот општо во Македонија. Се знае дека доколку десетина години одржувате некој клуб на највисоко ниво, имате некој континуитет, тешко е, меѓутоа со добра работа, со континуитет се работи, ќе продолжиме и понатака. Се зависи од финансиската конструкција на тимот, како ќе продолжиме понатака. За да направите некој повеќе годишен план, ви треба и точна финансиска конструкција. Ние точна финансиска конструкција не можеме да утврдиме секоја сезона, бидејќи клубот функционира на база на спонзорство. Државата ни помага во тој дел, според законот, како што ги субвенционира сите други клубови, не субвенционира и нас. Би апелирале на сите правни субјекти и останати кои што сакаат да помогнат, доколку сакаме да го издигнеме клубот на повисоко ниво. Потребна ни е помош, потребна ни е дополнителна финансиска помош за да можеме на некој чекор погоре да отидеме. Ова ниво кој што е сега, секако дека ќе го одржуваме,
нашата стратегија во последните 3-4 години е со помлади играчи, да играме со наш ростер на играчи, да не речеме вака во наводници дека жртвувавме една сезона 2, бидејќи не носиме играчи од страна, поискусни, играме со 90% наш кадар. Тие деца кои што ги споменавме дека освоија прво место во пионерска конкуренција, видовме дека има квалитет и рековме, еве, ќе дадеме шанса да настапуваат, да имаат надпревари, да фактички да горат, да играат на надпреварите со сениорските екипи и со другите екипи, на тој начин добиваат искуство, добиваат на квалитет, тие се подобри од сезона во сезона. Оваа сезона сами играат, подпомогнати од неколку искусни играчи, меѓутоа главниот товар е на нив. Со тоа сметаме дека ќе добиеме квалитетни играчи од нив во наредните сезони и сметаме дека идната еве сезона тие ќе уште по-конкурентни ќе бидеме со нив, доколку дополниме со некој поискусен играч, тогаш би се борели и за повисок пласман. Така да тие ни се цели да останеме, целта секако е повисока, секој пат кога ќе ни се укаже шанса, ќе гледаме да се бориме за највисок пласман, меѓутоа стратешка цел е да опстои клубот, да има наши деца, наши кадри кои што ќе продуцираме кадри понатаму и за репрезентацијата и некои од играчите кои што нели ќе отидат некаде, меѓутоа по известен период ќе се вратат, ќе ни помогнат, така да ќе имаме еден ростер на играчи кои што ќе бидат база, сами да си имаме база, бидејќи некои клубови, да не ги именуваме сега, немаат сопствена база, меѓутоа базираат се само на играчи кои што ги донасаат од други клубови и тоа не е на долг рок. Постојано мора да донасаат играчи од надвор. Ние си имаме сопствена база на играчи, се надеваме дека тој тренд ќе продолжи, ќе ги дополнуваме постојано категориите, ќе доаѓаат нови дечиња кои што ќе сакаат да тренираат и ќе обстојуваме на одбојкарскиот пазар уште многу години. Со оглед на дека сме при самиот крај од овој разговор, нешто дополнително да кажеш како за крај, нешто што испуштивме? Па кажавме многу работи, секој пат може би испуштаме некои детали, меѓутоа во некоја една прилика, доколку сметаме дека треба повторно да укажеме, да кажеме за некои работи, тука сме соработуваме и благодарни сме на вашиот медиум, бидејќи не прати од самиот почеток, ошто од 2013 на секој поголем настан. Вие сте присутни како медиум, не подржувате, ние сме затоа многу благодарни. Благодарни сме нели и на општина Пробишти која што низ годините од 2013 до ден денес секој пат ни стои на располагање со сали, со терени. Секако и на нашиот генерален спонзор Тапмак, кој што стои, ни е наш помагател, ветер во лед секогаш кога ни требало. Така да работи можеме да кажуваме уште многу да збориме за одбојката, има многу настани во 13 години работа, нормално дека има многу работи за кажување, меѓутоа еве мислам дека гледачите ќе доловат нешто од овој разговор, дека офативме доста теми, така да благодарност уште еднаш за повикот, за емисијата, поздрав до сите гледачи, да ја пратиме апел на оние немалите, да тренираат и оние кои што во моментот не тренираат, да дојдат, да гледаат, доколку имаат желба, да се приклучат на нашиот тим, да учествуваат во нашите тренинзи овде во Пробишти Пизлетово, да се дружат, да се забавуваат пред се и доколку имаат желба и страст да станат професионални спортисти еден ден, да го облечат дресот на репрезентацијата на Македонија, кој што е светост и гордост за секој кој што го облекол, да бидат свој на своето, да си ја сакаат својата репрезентација е најголем достиг. Уште еднаш ти благодарам што одвои време да бидеш нас гостин во емисијата Чекор Плюс и воедно нормално да разговараме за одбојкарскиот клуб Весна Пробишти. Почитувани гледачи, предлагам да одиме со еден краток џингл и веднаш потоа ќе продолжиме каде што ќе поразговараме и со дел од актуелните членови на одбојкарскиот клуб Весна Пробишти. Игор, уште еднаш ти благодарам. Благодарам и на вас. Еве, почитувани гледачи, по краткиот џингл веднаш се враќаме повторно во студиото. Во првиот дел од емисијата Чекор Плюс разговаравме со Игор Манасов за одбојкарскиот клуб Весна Пробишти. Продолжуваме на истата тема, но овој пат во студиото се и дел од членовите на одбојкарскиот клуб Весна Пробишти. Во првиот дел од разговорот со членовите ќе разговараме
со машката конкуренција кратко и веднаш потоа и со ќе разговараме и со женската конкуренција. Со мене веќе во студиото се Огнен. да, Михаил Радевски. Никола Влигоров. момци како се чувствувате? Супер. Супер, Да. Еве на самиот почеток од разговорот со вас ќе ве запрашам како се случи, односно кој го откри вашиот талент за спорт и да бидете еве ќе одбојкари, да бидете дел од одбојкарскиот клуб Весна Пробишти. Од каде таму или од тука ќе почнеме? Од тука може да. Ајде, повеќе. Па кај мене беше во 8 оделение на час по физичко, кога професорот Емил Спасовски виде дека имам некој потенцијал за одбојка, дека имам височина, дека имам нешто физичка спремност и ме повика да играм за школската екипа. На тогаш во тоа време јас не сакав да играм, мислев дека не ми се свиѓа, не ми се допаѓа одбојката. Во тоа време ја тренирав карате, но со тек на време почнав по часови по физичко да играм одбојка и почна да ми се допаѓа спортот и почнав да играм за школската екипа. Тогаш испаднавме на регионален надпревар, но од другата година сме државно правенство. Од таму се вчленив во клубот Весна Пробишти и од таму се моите чекори кон денеска што се дешава. Понатаму, следниот. Јас сам се променав одбојката, поради мојот вујко Александар Милков. Бев на тренинзи неколку време и прекинав, но благодарение на нашиот селектор Игор Манасов тој ме врати во одбојката пак и еве тука сум денес. Да, повеќе. Јас сум Огнен Благоевски, па исто така како Никола, исто со професорот Емил Спасовски ја запознав во одбојката. Јас порано се занимавав со фудбал, но тој виде потенцијал во мене, забележи дека многу се трудам на секој час по физичко. Тој ме повика на утакмисти и така се покажав. И сега по некој време почнав да тренирам во ОК Весна Пробишти и така сум сега денес. Дали ова значи дека го остави веќе фудбалот? Да, морав. Да, си сконцентриран само на одбојката? Да, највише. Еве момци, да кажеме како изгледаат тренинзите. Колку тренинзи одржувате неделно, каде ги одржувате, колку време траат истите? Тренинзите ни се одлични. Тренинзите се секој ден од понеделник до петок, 7 до 9 часот. Тренинзи се Љупчо Русевски, Ласто Јосипов и Јелен Спасовски. Тие се одлични тренинзи, задоволни сме и напредуваме се повеќе и повеќе. Дали ви е напорно како постигнате со училиштето, спортот? Па да, малку е, но се најде време за све. Да. Како се задоволни од самиот одбојкарски клуб Весна Пробишти, дали ви пружи се што треба, што барате вие? Па искрено одличен клуб, има сите услови, нема никакви препреки, имаме тренинзи, се супер, имаме платен превоз, нема никакви трошоци. Некој пат ни даваат пари за опрема, ни даваат целосна опрема, ранец, тренерки, одлично све и без замерка. Како реагираат вашите сокласници во училиштето со оглед на тоа кога ве гледаат на некој од надпреварите и за жал тој надпревар, еве, не успеете да го победите противникот. Како е утре ден на школа, ме интересира, на училиште? Па малку чудно е, бидејќи кога победиме сите ни честитаат, вака само гледаат, но има такви моменти дека губиме. Учениците ништо што ја кажат. Тие знаат дека секој пат спорт се губи и победува, некој пат не викаат браво, некој пат лошо изигравте и тоа. Кога победите, како е реакцијата тогаш? Кога победиме, најпат кога бев за Златибор за Србија, ме дочека со аплауз кога влегов во училницата и сигурно тоа беше понос за мене и гордост, бидејќи убаво е така да сите да знаат дека сме одбојкари. Кога победиме на некој надпревар, тие ни честитаат цело време и убаво чувство така да те знаат сите да честитаат, да пофалуваат, добро изигра, лошо изигра, така. Добро. Момци, дали ги предложите и понатаму со спортот, со одбојката и како се гледате после неколку години? Поред потаму или тоа? Па секој дека да. Планирам што може повеќе да стасам со мојата кариера, што може повисок стил, повеќе да подобрам, нели, техника, сето тоа. Се уште сум мал ја, рано сум. Планирам за неколку години да отидам во презентација, да се покажам максимум и така. Да. Исто така, јас планирам за неколку години се повеќе да напредувам. Со репрезентација се занимавам веќе 2 години и се надевам дека ќе продолжам во репрезентациите и така. Јас за неколку години мислам тука да останам до 4-та година во Весна Пробишти, но понатаму документражен некој странски клуб, таму отидам па да напредувам што толку.
Бев повикан една година за примерите на репрезентација. Да. Сега во април бев за средношколската репрезентација на Македонија, тamo представував, играв прва постава и се надевам дека ќе продолжи мојата кариера со одбојката и дека очекувам големи резултати од мене. Океј, момци, ви благодарам уште еднаш што бевте и одвоивте време да бидете дел од емисијата Чекор Плюс. Накратко разговаравме. Почитувани гледачи, одиме повторно со джингл и ќе разговараме со оној понижен пол, односно женската конкуренција на одбекарскиот клуб Весна Пробишти. Еве по джингл се враќаме повторно во студиото, продолжува емисијата Чекор Плюс и веќе со нас во студиото и женската конкуренција на одбекарскиот клуб Весна Пробишти, каде што ќе имаме можност сосема накратко да поразговараме и со нив. Едно големо здраво и најпрво им представете се. Јас сум Александра Лазова. Да, Јас сум Сара Исифова. Ана Славовска. одлично. Еве на самиот почеток кога разговарате, ја прашам и вас како се случи да запловите во овие спортски води на одбојката. Мене желбата за одбојка ми се јави во 6-то деление. Да. И прво почнав да тренирам кај тренерот Емил Спасовски и после тоа направивме мала пауза заради короната и продолживме кај тренерот Љупчо Русевски. Стана збор за исти клуб, одбекарски клуб Исти Весна клуб, Пробишти. исти. Значи исти клуб, фактички Различни се менуваат тренери, добро, тренери. Прво игравме во пионерска конкуренција и потоа продолживме кај тренерот Ласте Јосифов. Јосифов беше не? Да. И продолживме со кадетска конкуренција и сега играме, оваа сезона игравме кадетска конкуренција. Мојата желба за спортот се јави поради мојот татко, Ласте Јосифов, тој ни е тренер. Ако не беше тренер, татко ти немаше да запловиш во Па спортските може би води, или? немаше. Да? Не знам, но тој што од мал ме водеше со него на утакмици, на тренинзи. И така ти се појави Да, и јас желба сакав да за спорт. продолжам да тренирам. На почетокот не тренирав, само одев со него, но потоа мојата генерација почна да тренира и така јас со нив и веќе неколку години тренирам и јас. Со оглед на тоа дека татко ти е тренер, дали ти после неколку години се гледаш како тренер? Па, не знам, не сум размислувала на таа тема. Но може би. Може би. Да. Јас сакам. Да, сакаш да бидеш тренер? Да, многу сакам и јас сум се бавам со одбоката од трето одделение и до сега, тоа се 8 години и сум капитен на нашата екипа и сакам да продолжам да се бавам со одбоката. Ке се сетиш ли на првите моменти во трето одделение како Да. зачекори со Да, па тоа топката? беше Да? како не знаеме како е тоа и со тренинзи како почнувавме да оде на подобро и сега како се уште на пример се трудиме да биде уште подобро и така продолжи. Каков е ранкот на вашата категорија, ме интересира во моментот? Кој ќе ни одговори? Оваа сезона игравме кадетска конкуренција и игравме со една од појаките екипи во Македонија. Да. Има околу 25 екипи, ние се изборивме да стасаме до 16-то место, до средно место некој. Нека да дополни нешто. Сакам да кажам дека сега ќе се потрудиме повеќе оваа сезона, бидејќи навистина сакаме да тренираме, имаме желба сите Да. и напорно тренираме, и сме многу блиски како меѓу нас и не знам тоа. Не ви е напорно што тренирате? Па Некогаш е. Некогаш да. Колку неделно одржувате тренинзи, Три како пати одите? имаме тренинзи неделно, ама понекогаш имаме и 4 пати. Да, ме интересира со оглед на тоа ова дека е женска конкуренција одбека, како реагираат вашите сокласници во училиштето на тоа дека сте дел од Па одбекарскиот редовно клуб? прашуваат на пример кога ќе Кога има ќе играме такмица тука. да гледаме. Да, да. И Има доста публика кога играте Да, на преврат, да, да? има и Тука, подршка. На нас ни е исто така најубаво кога играме тука на домашен, На домашен терен, да. И Дома си, да. затоа што многу ја сакаме нашата подршка од сограѓаните. И тоа ни е како многу повеќе можеме да успееме така мислим, со подршка. Ме интересира како изгледаше првиот надпревар, кога за прв пат стапивте на тој спортски терен и да ги браните боите на одбекарскиот клуб Весна Пробишти. Малку да доловиме дел од атмосферата, од амбиентот, од вашето чувство кое што сте го имале на првиот надпревар. Кој ќе одговори ова? Може и сите да се надополнувате еден со други. Слободно. Беме многу мали, полни со трема.
Да. Првиот пат сеќавам се играме нели во Крушево. Да. Да. Победи? И игравме во Крушево и имав многу трема тоа. Да. Превиш, многу. Победивте тогаш Да. или изгубивте? Да, на- победив. Победивте? Да. Браво. Прва такмица се победи. Ти како се чувствуваше тогаш? Па многу среќно и исполнето. После надпреварата, Да. пред надпреварата? Со трема многу. Многу голема трема. Крушево. Да, во Крушево. Или Ти тогаш не тогаш Јас играше тогаш ти? не тренирав, тоа беше Добро. кај другиот тренер, кај Лјупчо Русевски. Добро, поред тебе, за тебе кој беше првиот надпревар, дали се сеќаваш? Првиот надпревар беше лани. Лани, една година, пред Да. една година. Добро. Со И- која екипа? Како изгледаше? Не се. Не се сеќаваш, добро. Воред, како изгледаше тогаш надпреварот? имав Како трема, чувство имаше? Имав трема и бидејќи нели мојот татко ми е тренер, малку не знам, повеќе бев уплашена и не знам како ќе одиграм, но тогаш не играв прв состав и Да. не знам. Чудно беше, ама со текот на времето се повеќе и повеќе сакам да играм, ми се допаѓа теренот како изгледа тоа и така. Еве, со оглед на тоа дека татко ти е тренер, ти тренираш, каква е корелацијата? Дали често има карање, не така, вака? Има многу Да. од негова страна, но јас тоа го примам како добар совет. Да, нормално, пред се за да иде Чекор Плюс Да, напред. секако. И очекував секој дека така ќе биде, по мене најмногу се вика, но тоа е со цел Да. да постигнам нешто повеќе. Еве што би им препорачале на останатите девојчиња, кои што на некој начин се талентирани за спорт, но меѓутоа се уште не се одлучиле да бидат дел од некој спорт или еве да бидат дел од одбојкарскиот клуб Весна Пробиште. Па би препорачала да се трудат напорно и секако многу е битна енергијата што ја даваат со играчите Да. и поддршката од нив, бидејќи многу е потребно да имаш поддршка од твоите соиграчи и како тие ќе се однесуваат према тебе, но не знам. Би препорачала да бидат упорни во тоа што го сакаат. Одлично. Ви благодарам што одвоивте време и бевте дел од емисијата Чекор Плюс. Се надам дека ќе се видиме повторно во некоја друга прилика. Исто и ние. Почитувани гледачи, тога ја завршуваме емисијата Чекор Плюс. Само да ве потсетам дека во ова издание на емисијата Чекор Плюс разговаравме на тема одбојкарски клуб Весна Пробиште, каде што во првиот дел, оној поголемиот, разговаравме со Игор Манасов, а веднаш во вториот и третиот дел разговаравме и кратко со дел од актуелните членови на одбојкарскиот клуб Весна Пробиште и за машка и за женска конкуренција. Ви благодарам и ви посакувам пријатен ден. Чао.